Добар ден, драги деца, и добродојдовте во училница. Јас сум наставничката Ана Покупец Апостолски, оделенски наставник при Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи во центар Скопје. Денес ќе работиме со држини по предметот македонски јазик, кои што се наменети за учениците од второ оделение. Целта ќе ни биде да се запознаеме со правилото на пишување на голема буква кај сопствените имиња. Од вас ќе се очекува на крајот од часот да знаете дека сопствените имиња се пишуваат со голема почетна буква. Па ајде да започнеме. Знаеме дека во нашата азбука има големи и мали букви. Исто така знаеме дека вие сега во второ оделение ќе се запознаете со процесот на читање и на пишување. Многу е важно да ги научите буквите правилно, да ги пишувате и убаво и течно да читате понатаму. Исто така, многу е важно како ќе научите да пишувате. Како и се во животот, така и при читањето и пишувањето постојат правила кои што треба да се почитуваат. Ние денеска ќе работиме за употребата на големата буква при пишување на личните, сопствените имиња. Па ајде да започнеме. Да ви се представам. Јас сум наставничката Ана. И ќе ви ги представам учениците од моето оделение. Азра, Никола, Мена, Јаков, Михаел, Бисера, Јана, Андреј, Туана и Јане. Тие се сите ученици во второ оделение. Забележувате дека покрај слигичката и ликот на нивниот лик, напишани се нивните имиња. Исто така ќе може да забележите дека на нивните имиња има големи и мали букви во нивните имиња. Првата буква секогаш е голема. Еве кај Никола, Н е големата буква. Драги деца, запомнете. Имињата на луѓето ги пишуваме со голема почетна буква. Одиме понатаму. Ви ги представив моите ученици Јане и Јана. Ке се обидам да направам една реченица во која што ќе ги употребам нивните имиња. Реченицата гласи вака. Таа се наоѓа долу. Јане и Јана се вторачиња. Што забележуваме? Забележуваме дека со црвена боичка напишани се првите букви од нивните имиња. Тоа е Јане и Јана. И забележуваме дека таа црвена буква е голема, за разлика од другите кои што се со мала буква, печатна. Ученици, може би некој од вас дома има и домашно милениче. Мачиња, кучиња, папагалчиња и така натаму, или може би некој друго домашно милениче. На овие две сликички представени се. Ова е Шарко, тоа е куче, кучето Шарко, а ова е неговото другарче, ова е мачето Марко. Шарко и Марко, иако се животни, тие имаат свое име. Името им сме им го дале ние. Кога ќе ги напишеме во тетрадка, ќе напишеме дека Шарко, Ш е со голема буква, и Марко, М е со голема буква. Значи, сопствените имиња и на домашните миленичиња ги пишуваме со голема печатна буква.
Јана ве поздравува. Ова е ученичката моја Јана. Јана би сакала да го представи своето семејство и да ве запознае со членовите на незиното семејство. Па ајде да ги запознаеме. Дедото на Јана се вика Јован, баба и Велика. Татко и се вика Ѓорги, а мајка и е Елена. Брат и се вика Лука. Семејството на Јана се презива Петревски. Што можете да забележите, ученици, во овој текст? Така е. Во овој текст забележуваме дека личните имиња на членовите на семејството се запишани со голема печатна буква. Па ајде да ги прочитаме. Кои се тие? Јана, и повторно Јана, Јован, Велика, Ѓорги, Елена, Лука и на крајот кажуваме дека семејството на Јана се презива Петревски. Така е, деца. Вие сите имате своји презимиња покрај имињата. Она што треба да го запомните е дека и вашите презимиња се пишуваат со голема буква. Па, ајде да повториме и да запомниме уште еднаш. Луѓето имаат име. Имињата на луѓето се пишуваат со голема почетна буква. Со голема почетна буква се пишуваат и нашите презимиња. Например, Јана Петревска и Јана Ј со голема и кај Петревска П со голема буква. Драги ученици, за денешниот час се обидов да ви направам реченици во кои што ќе употребам голема буква при пишување на личните имиња. Речениците ги стави во облачиња, па така. Едни облачиња ми се црвени, едните ќе ми бидат сини и едните ќе ми бидат жолти. Да видиме што имаме во црвените облачиња. Мими има мама. Дали може да ја прочитаме убаво оваа реченица? Мими има мама. Така е. Секоја реченица е составена од повеќе зборови. На крајот од реченицата следи точка. И уште едно правило, секоја реченица започнува со голема почетна буква. Одиме втората реченица. Нина и Насе се сами. Да ја прочитаме убаво реченицата. Нина и Насе се сами. И во оваа реченица, на крајот од реченицата, имаме точка и почетокот е секогаш со голема буква. Одиме на третата реченица. Наминаа Нена, Ане и Мане. Да ја прочитаме убаво. Наминаа Нена, Ане и Мане. Што забележуваме во овие три реченици? Забележуваме дека постојат лични или сопствени имиња. Ајде да видиме кои се тие. Мими, буквата М, првата е напишана со голема буква. Нина, исто така буквата Н, првата е напишана со голема буква. Насе, Нена, Ане и М, Мане. Се надевам дека запомнивте, драги ученици, дека најважното правило е дека личните, сопствените имиња секогаш ги пишуваме со голема буква. За домашна задача. Напишете ги имињата на сите кои ги познавате, на вашите другарчиња,
на членовите од вашето семејство, пријателите и така натаму. Внимавајте на употребата на големата буква. Ви благодарам на вниманието, драги деца, и пријатна работа.